издание на Форум Импакт. Јас сум Стефче Дечев и денес имаме повторно интересна тема. Чест ни е да угостиме, што се вели во денешното издание на Форум Импакт, исклучителна личност и професор и доктор од областа на педагогијата. Ѓоргина Кимова, редовен професор од Меѓународниот славјански универзитет или поточно од Факултетот за психологија, но и соработник во ИН асоциација, така кое што е Здружение за неформални обуки од психологија и педагогија. Мислам дека кажав точно. Ни дојдовте. Така, добре ве најдов. Ја најпрвен да ви се заблагодарам за поканата и верувам дека вечерва ќе имаме можност да слушнеме интересни информации од она што ние го работиме. Важите за една исклучително позитивна личност и луѓето што ве познаваат и професионално, но и приватно, нели, дека навистина она што го предавате всушност и го живеете со таква енергија зрачите и драго ни е што денес кај ве и на професионална област ке се задржиме, од областа на психологијата, од менталното здравје, од емоционалната интелигенција. Верувам дека овој подкаст ке најде на голем интерес и кај нашите гледачи. Сега, теми кои што се од суштинско значење, нели, за современиот човек, што би се рекло, е она што споменав, ментално здравје, емоционална интелигенција, но ќе споменеме нешто и за доживотното образование. Ќе се обидеме да најдеме одговор на едно клучно прашање како да изградиме здрава личност и психа во време на постојани стресоци и притисоци кои што се случуваат од сите нас. И во последно време некако менталното здравје е доста актуелна област. Имам доста прашања за вас, верувам дека ќе можеме во еден час да опфатиме се, колку што можеме, но најнапред може ли да слушнеме што на професионален план се случува кај вас и да ни се представите за оние што не ве познаваат? Так. И уште еднаш, значи јас сум Ѓоргина Кимова, редовен професор од област на педагогија со над 16 години работно искуство на Меѓународен славјански универзитет на Факултетот за психологија. Предавам група предмети од област на педагогија како учење и поучување, доживотно учење, предмети поврзани со методика на настава, методологија на истражување, а во посебен домен на интерес ми е емоционална интелигенција. Како што спомнавте вие на самиот почеток, сум соработник на ИН асоциација, која представува еден вид на граѓанско здружение, која представува уствари формална, верифицирана, односно неформална верифицирана институција, верифицирано Центар за образование на возрастните, која се занимава со неформални обуки од област на психологија и педагогија. Понатаму мислам да опфатам нели подрачја кои не се на интерес, меѓутоа тоа ќе го оставиме за малку. Јасно, сега ви следи нова учебна година, нова студентска година, така? Да. Не би ве прашал дали ставате петки, дали ставате десетки. Така, да, секој според заслуга. Јас сум исклучително застапник на квалитетно образование и максимално првично се трудам како професор да пренесам квалитетни знаења, а истото нели да го барам назад од студентите. Значи како од студентите, така и од посетителите нели на програмата за развивање на вештини за емоционална интелигенција која работам во склоп на ИН асоциација. Покрај асоциацијата, каде што нели стручно го пренесувате и дополнително вашето искуство и знаење, вие бевте исто и продекан за настава на Меѓународниот славјански институт, ако не се лажам? Така, бев пред неколку години, меѓутоа сега во моментот сум само нели професор кој работи на група предмети, како што спомнав, од област на педагогија, како еден вид на нели дополнение на оние психолошки предмети. Моите предмети претежно се поврзани со образование, значи со ефикасно пренесување на знаењата, значи на еден интерактивен начин кој возможува точно изградување на квалитетно знаење. Како можеме да го дефинираме, например, менталното здравје во едно современо општество? Така, менталното здравје е поим кој во последно време актуелен е доста. Актуелен е доста.
Меѓутоа, за обичната, односно пошироката популација, не знам колку правилно се интерпретира самиот поим, пред се е поврзан со една афективна, односно емоционална, когнитивна и социјална благосостојба на една личност. Тоа всушност подразбира способност на една индивидуа да да гради здрави односи, да се справува со стрес, значи да има самодоверба, една реална слика за себе и да се справува со потешкотиите во однос на постигнување на животни и на професионални цели. Така. Знаете, кога се спомнува тема, јас многу пати, бидејќи долги години работам со Норвешка, и се сеќавам на моето прво одење во Норвешка, уште 2008 година беше. Така. Она што ми падна во очи беше, например, нема големи реклами, нема големи билборди, нема она голема бука што се вели, посебно и сега со електричните автомобили. Некако општеството не го напаѓа човекот. Се дискретно, мало, можеби сега со текот на годините, со напливот на бегалци, на азиланти, таму се сменија доста работи, но сепак се труди општеството да ги зачува некои вредности, така да нема толку стресни моменти. И затоа еве прашање како второ на денешниот разговор, кои се тие најчести фактори кои што влијаат врз нарушување на психичка рамнотежа кај младите или општо кај луѓето денес, што може да се направи со тие погрешни вредности што постојат кај младите, а гледаме дека и од поглед на неморал и од нарушени вредности, низа процеси и ситуации имаме се повеќе присутни. Така, ова е многу широко прашање, значи со потреба од многу длабока анализа и истражувања. Меѓутоа еве онака површно што би можела да кажам, без експлоративно да преоѓам, односно да навлегувам во темата, е дека ајде ќе се задржам во македонското општество со оглед на тоа што европските држави се многу на повисоко ниво во односите и на менталното здравје, во однос на смиреноста која владее и која е исклучително значаен фактор за едно правилно, нормално функционирање во општеството. Сега, во однос на тоа што кои фактори предизвикуваат, нели? Би почнала од тоа дека живееме во држава во која владеат погрешни вредности. Значи ова не е ситуација која јас ја констатирам, факт е дека нели сите сфери од типот од образование, од делот на здравство, например, оно што се пласира не, преку... во однос на тоа дека нели постојат проблеми во однос на функционирањето. Видливо е незадоволството на луѓето во односите на образование, во однос на здравство, во однос на сите сфери на општественото функционирање. Тука би го додала да е дерогирано се целиот тука би го додала и она што го прави неконтролираното консумирање на социјалните мрежи, значи кај младите од TikTok, значи до Instagram, до Facebook, сите оние содржини кои на некој начин не се филтрирани, нели од страна на државата, и кое да не претерам, значи дете уште од рано детство може да ги конзумира. Тука би ја ставила улогата, можеби, односно улогата која директно или индиректно се рефлектира во семејството, тоа е финансискиот статус, нели, на семејствата кои во глобала, зборувам поголем дел, не можам да кажам, нели, за целокупното, односно за сите семејства, поголем дел се соочени со финансиски потешкоти, кај што треба да работат една-две работи или да се снаоѓаат немајки доволно време за квалитетно да се посветат на своите дури партнери и деца, така да сето тоа невнимание, така да, и меѓу себе, значи во однос на тој вакуум што се создава во однос на најпрвен, и затоа спомнав, нели, односно вака подов систематски во однос на тоа како ни функционира општеството до микро нивото, односно семејството. Факт е дека немањето доволно време, значи доведува до неконтролирано конзумирање и негативно влијание на сите овие фактори што ги спомнав. Кај младиот свет најмногу социјалните мрежи, меѓутоа тука пак би ја ставила контролната улога на родителите. Значи кога вие од најмали нозе на децата ќе поминувате, како родител зборувам, нели, ќе поминувате време, ќе им покажувате правилни вредности, ќе бидете на некој начин правилен модел за идентификација, значи во смисла на тоа да
поминете. Видете, не се потребни кој знае какви финансиски средства да седнете со детето, реков во период на рано детство, да читате приказна, да заедно да отидете на кино, еве конкретно во Велес имаме нели кино, да прошетате заедно, а не ситуација во која, да не се повторувам, го има нели во многу изјави, дека децата консумираат уште од најмали нозе, значи таблет од 2-3 години, можеби помали, чисто само за да задржат внимание, нели, а родителите да можат да се фокусираат на домашни активности или на професионални обврски кои можеби нели ги носат дома. Значи, овде би заокружила дека семејството, значи, во секој случај, односно е прв фактор кој влие на понатамошното развивање или создавање на некој начин на одбранбен механизам кај самото дете, колку може понатаму да биде пропулзивно за групата на врсници, значи нели за негативните влијанија кои доаѓаат како негативни примери од улицата, за, од друштвото, робувањето на марките, односно на брендови кои постојат, за робувањето на лажен свет од социјалните мрежи, сакањето нели да се представат во едно подобро издание, едно лажно пред светло може би лажно присутно. Светло, така да сето тоа се фактори, односно сите овие ситуации кои ги напомнав се фактори кои влијаат нели негативно на градењето на една млада кревка личност. А веќе возрастниот свет би спомнала тука развивањето на самоконтрола, значи контролата е моќен механизам кој ни овозможува нели да кажеме ова до тука доволно, меѓутоа пак ќе се вратам дека вредностите се оние кои во најголема мера се градат во семејството. Ете ги лоциравме некои моменти кои почнуваат од семејството, но колку постои свеста, бидејќи ние на социјалните медиуми многу можеме да видиме дека и доста возрастни лица знаат да искоментираат со огромен степен на омраза, кои што сведочи нели за некој момент на нарушување. Сега колку постои свест за превенција, за ментално здравје, за сите овие постапки и кај возрастните, не само кај младите. Така. Во однос на превенцијата, тука би ја кажала моќната улога токму на она што ние го нудиме како и на асоциација, односно улогата на работата на личен развој. Тоа што значи? Ова што го спомнав претходно, во борба за живот, во борба за обезбедување на финансиски средства, посебно значајно е нели да обезбедиме и време за себе покрај сите обврски кои ги правиме. Тоа време за себе потребно е правилно да се искористи. Не да се искористи во треторазредни содржини од типот на гледање турски серии, од типот на значи несоодветни содржини, без разлика дали во домот или надвор од него, не би се задржала, значи во однос на неправилно, да кажам, користење на слободното време, туку напротив во време за себе. Тоа време за себе. Окупирање со некои содржини кои што ништо корисно не нудат, можеби. Значи ништо корисно и напротив можеби не внесуваат во некои драми што ги гледаме во филмовите. Или, драми, реков, треторазредни содржини од типот на турски серии кај жените, значи занимавање со оговарање, со огорченост, гледање негативност на работите. Знаете, тоа е резултат на ниска свест. Кога јас кај вас најпрвен ќе ги забележам негативните работи, тоа е одраз буквално на ниска свест, односно ниско ниво токму и на емоционална интелигенција, зашто малку покасно еве ќе проговорам. Да, бидејќи веќе го споменавме, ќе разгледаме кој е концептот на емоционалната интелигенција. Така, што значи дека она што го спомнавте, нели, гледањето со омраза, гледањето на негативни работи, значи кај другиот. Значи, поентата е тука што луѓето не работат на личен развој, како што спомнав, да се вратам, битно не е квалитетно да го користиме времето за себе. Значи, ни потребно на секој време за себе, тоа подразбира, значи не мора да е директно посетување на обуки, значи гледање на корисни содржини. Сега што е корисна содржина? И тоа е релативна работа. Корисна содржина е сето оно што ни овозможува нови значи на некој начин усвојување на нови корисни и валидни потврдени информации. Себе изградување. Валидни потврдени информации. Тоа не значи, сега знаете, на денешно време имаме различни коучи од различни бранши кои или советувања, или подкасти. Меѓутоа битно е да примаме информации кои се валидни, потврдени, значи да не биде тоа површно слушното, верифицирани, така кои што постојат транспарентни податоци кои стои позади сето тоа. Така, да, и потврдени со истражувања
возможување, што значи дека битно е да се примаат нели корисни информации, односно информации кои се дадени од релевантни извори, би кажала. Тука квалитетно време истовремено ни подразбира, рековме, време за себе во односи за занимавање со физичка активност. Ние знаеме дека вака се дефинира, значи широко дека менталното здравје го диктира физичкото. Значи тие на некој начин се во меѓусебен склоп. Ако ние се станеме утрото, се чувствуваме нели позитивни, тука ни се создава мотивација да превземам активност, значи корисно да се прошетам, значи да прочитам книга. Кај нас релативно ретко е, дури да речиси е невозможно да видиме некој нели да чита. Дури ако чита некој, се гледа на подсмев. Знаете, значи толку ни се испоместени вредностите во општеството, значи се форсираат погрешни вредности во смисла на тоа да материјализам, пред се истакнува ова што го споменав претходно, брендови кои да кажам како надпревар помеѓу младите, кој од кој направил и поголем бренд, меѓутоа кој од кој направил поголема неправилна работа. Знаете, сведоци сме нели на клипчиња од инфлуенсери кои буквално се во ситуација да соберат лајкови, значи да станат популарни вирални видеа кои се малтане со буквално неправилни содржини. Yes. Така да тука паѓа нели она што е правилно, реков, читање, спортување, не е важно со кој тип на спорт, дали е теретана, дали е трчање, јога, дури обична прошетка е она што возможува на некој начин, нели, ете и подигнување на позитивна енергија, гледање на, односно контакт со самиот себе, допир со природа, особено нели ако си дозволиме да излеземе надвор од градот или во парк, како и да е, значи овие работи што ги споменав и како ни се битен фактор. Сега не би навлегувала дека постојат нели техники кои се поврзани со длабоко дишење, значи точно и тоа моето прашање, како една единка која што е нападната од сите тие влијанија кои што постојат околу нас може да го развива моментот на емоционална интелигенција. Так. Дали тоа е нешто што е вродена карактеристика или може да се развива ете? И сега веќе кога спомнавме емоционалната интелигенција, пред да одговорам на прашањето дали е вродена или се стекнува, многу е значено да знаеме дека емоционалната интелигенција не е единствен концепт. Знаете, нели кај нас се можеби и не е така широко распространет поимот како таков, релативно и нов. Така, релативно нов. Тоа е еден концепт кој спојува на некој начин. Не нов начин. во смисла дека не постоел, туку нов во смисла дека е сега препознатлив и актуелен кај нас. Актуелен, значи спојува два поими кои се контрадикторни на прва, емоции и интелигенција. Емоциите ни се поврзани нели со начинот на доживување, реагирањето нели на самата личност, физиолошките реакции нели однесувањето, додека интелигенцијата ни е повеќе поврзана со иако нели за интелигенцијата како поим постојат различни дефиниции, зашто не би навлегувала заради тоа што е посебна тема, како начин на увидување на односи една рационална компонента. Значи имаме спојување на рационална и емоционална. Сега, емоционалната интелигенција постојат различни концепти, не би навлегувала, реков за поширока популација, чисто е значено да знаеме дека се состои од повеќе компоненти. Тука ни е пред се самосвест, да бидеме свесни што чувствуваме во одреден момент. Значи да бидеме во ситуација да отворено да зборуваме. Знаете, она што го спомнавте, ако сме во ситуација во која сме опколени со различни негативни вредности, чувствуваме гнев, чувствуваме тага, во моментот кога ќе почнеме да зборуваме, односно го препознаваме, експресијата што е предна. Да, она што го препознаваме длабоко во нас, во моментот кога ќе почнеме да зборуваме или да се контролираме, веќе сме во некој од компонентите од нивоата, нели на емоционалната свесност. Значи тука би ги спомнала, реков, емоционална, односно самосвест, самоконтрола. Самоконтролата е обликува сите ние буквално во секојдневието, апсолутно без разлика колку на високо ниво сме во однос на емоционална интелигенција, емоционална свест, доживуваме нели моменти наплив на емоции кога нели сакаме да се извикаме на висок тон, кога сакам да изреагирам можеби со недолични зборови, меѓутоа факт е дека колку сме на повисоко ниво со емоционална интелигенција, толку сме во состојба нели да се контролираме.
и да се изразиме на еден суптилен начин, да си направиме контрола и кога што кажав да пробам да гледам на работите можеби од друг агол. Тоа не Како едно извинете. подпрашање, само Добро? например кога некој има широка експресија на тие моменти, например. Така, па тука се работи. Се препознали нешто? Да, се препознава, односно тука треба да се работи, нели тука е работата на себе, ова што спомнав, нели обуките поврзани со емоционална интелигенција, да научиме да се контролираме. Затоа што знаете, како што се децата, тие не се во состојба да се контролираат и тука е нели се обуките и постепеното на некој начин контролирање на самиот себе. Затоа што како што спомнав, во секојдневието сме соочени со низа потешкоти, како што ги спомнав и на самиот почеток, да излеземе нели на улица, да отидеме нели во некоја институција, дури во приватното наше обкружување, меѓутоа факт е тука дека, како што спомнав, нели со контролирањето, со самоконтролата, ние сме во ситуација да нели реагираме посмирено, да оставиме време, како рекле возрастните, значи да изброиме до 10 нели пред да реагираме и така натаму. Значи ова е само втората компонента на емоционална интелигенција која ни овозможува еден вид на смирено и соодветно реагирање. Трета компонента ни е емпатијата. Емпатијата подразбира да се внесеме во чевлите на другиот. Да, да се внесеме или би кажала тука, можеби нели пошироко е така познат, е можност да ги гледам и препознавам значи размислувањата, реагирањето, нели како вие гледање или со очите нели на другиот. Меѓутоа кај емпатијата е значено и нели и соодветното комуницирање. Сега да не навлегувам затоа што ова нели го работиме баш во програмите. Да. Така, тука ние ситуација во која имаме нели и не емпатија само јас да кажам леле што ми е жал за вас или ве разбирам. Највисоко ниво на емпатија е да бидам во состојба да ви помогнам. Знаете како, кај нас, свеста на луѓето, нели она што го кажавме, е на ниво да бидеме некако во ситуација во која ќе видиме некоја ситуација можеби која е непријатна и као па жал ми е. Меѓутоа засега како смисла мене да не реагираме. Да, не реагираме. Тоа е пониско ниво. Индиферентност некоја голема. Индиферентност, можеби ќе почувствувам нели дека не е во ред, меѓутоа не реагираме. Емпатијата токму подразбира давање на еден облик на поддршка на таа ситуација, значи нели да прашам што е да помогнам. Знаете, тоа е веќе повисок грижата, всушност е повисоко ниво на емпатија. Ова е следна компонента, друго ни е мотивацијата исто, на кратко само да ја објаснам, значи составен дел на емоционална интелигенција не е мотивација. Знаете, тоа е ситуација во која мотивацијата, нели како внатрешен двигател кој не тера да превземеме одредена активност, знаете, имаме внатрешна и надворешна мотивација, меѓутоа чисто внатрешната мотивација да се покренеме, тука би ја додала и компонентата на оптимизам, која всушност не тера да најдеме светло во целата ситуација. Не е во ред кога еве ситуацијата во нашето обкружување, не е важно, сме се соочиле со некој проблем или во државата велиме као дека се е црно, не е ништо добро. Емоционалната интелигенција со компонентата на оптимизам, која е застапена во еден модел да не навлегувам, ние карактеристика на луѓе кои се на повисоко ниво и бара да гледаме оптимистички. Знаете, да имаме алтернатива, па и не се е така црно, нели како што ни изгледа. Знаем и во Македонија има луѓе кои успеале. Имам луѓе кои се борат, нели, и градат нешто. Исто така и ние во Ин асоциација се обидуваме, нели, да ја зголемиме свеста на луѓето, да работат на себе и да буквално се на повисоко ниво. Сега го работите, извинете. Да, уште последната компонента, само за да го заокружиме концептот на емоционална интелигенција, ние е ефективната комуникација. Значи, ефективна комуникација е карактеристика исто на емоционални луѓе, која подразбира да комуникацијата како взаемна размена нели на информации подразбира интеракција. Што подразбира тоа интеракција? Тоа подразбира, вие ми пласирате информација, јас се прилагодувам на вас, на вашиот, да кажам, начин на разбирање на работите, на вашето ниво. Значи, сето тоа го правам, нели, кратко, јасно, концизно, разбирливо. Ме разбирате? Тука ни исто и асертивната комуникација која ни бара на некој начин и пристапување, односно и љубезноста би ја ставила исто тука, би сакале ли или би кажала ако нешто не ми се допаѓа од вас, да не те напаѓам
ти вака ми рече, критика може да, би наместо. ти така ми рече, па ти си напад. агресивен, па не ми се, нели, наоѓање, значи би кажала јас сум повредена, нели, од начинот на кој комуницираш, би сакал ли во иднина, нели, го да промениме. намалиш тон или нешто слично, чисто, нели, ова само како еден пример. Кога ја разговараме во поглед на сите овие особини и карактеристики, нели, како поединка кога ги гледаме личностите, Така? но таа единка сега, која е врската кога е во светот на професионалност или каде е таа врска помеѓу емоционална интелигенција и професионалниот и личниот успех? Еве, тоа е прво прашање и второ, например, во нашето општество ние гледаме некоја комуникација што ја споменавте, еве и политичарите дури во највисок законодавен дом, некоја комуникација која што е на многу ниско ниво. Сега, како единката од низиното битисување што се вели како поединец, во едно такво општество каде што луѓето кои што се звезди, кај нас ги велам политичарите, повеќе од се друго, нон-стоп присутни на вестите, комуницираат на некој несоодветно ниво или таков модел се пренесува. Од друга страна имаме ние естрада која што изобилува, која што, например, посебно младите, она трап музика, се преоптоварени со мафијашки зборови, со недолични, вулгарни зборови. И сега како таа врска да се воспостави тој баланс, каде е врската, каде е заштитата? Така, значи, еве, ќе почнам вака од почеток, нели, во однос на емоционалната интелигенција како во личниот живот, односно, нели, во приватниот, и исто така застапена и во професионалниот живот. Тука би ставила само една кратка ситуација, односно би дала еден краток пример. Ова што го кажав, нели, начинот на комуницирање, со пријатели, со блиски луѓе во семејството, подразбира, нели, да не напаѓаме партнереве, да не му велиме ти си таков, ти си ваков, значи да бидеме, нели, во ситуација во која она што кажав, ќе кажам како се чувствувам поради тоа, да пробаме да најдеме некое заедничко решение. Значи сето ова не се гради преку ноќ, значи потребно е време, нели, како што спомнав на самиот почеток, работа на себе. Значи не мора, како што спомнав, да бидат обуки кои ние ги нудиме, може да бидете со читање, гледање на видеосодржини, литература која е поврзана, нели, со емоционална интелигенција, регулирање на емоциите, односно самоконтрола. Сега во однос на професионалниот живот, емоционалната интелигенција како е застапена? Значи ова подразбира дека буквално во една тимска работа како што е, нели, во многу организации, емоционалната интелигенција подразбира ги слушаме соработниците, значи или колегите, да бидеме во ситуација да го разбереме нивниот начин, значи исто слично како во приватниот живот, да го пресликаме, нели, тоа. Она што владе, нели, во однос на тоа да се заштитиме, секој ми мисли као лошо, гледа да ме намести или, значи се ниски работи кои не подкопуваат и ни делуваат на начинот на гледање на работите. Значи, работата на себе токму подразбира да бидеме искрени, да сакаме да им помогнеме и на соработниците ако не може да заврши некоја работа, да ни сподели, да не бидеме ригидни, нели, во однос на поделбата на работните, па зошто и да не му помогнам, нели, да стигне. Дури да ме престигне, значи не треба да го гледам тоа негативно, затоа што на некој начин секој треба да гледаме дека индивидуа самиот за себе. Не значи дека неговите капацитети, да кажам, во никој случај неговите и карактеристики и особини на личност не можеме ние апсолутно да ги поседуваме, затоа што секоја личност е посебна, неповторлива. Тоа го знаете, нели, како склоп на единка, да, како единка. Посебност. И не можеме и никогаш не е добро да се надпреваруваме. Значи во однос на приватниот и професионалниот живот, значи како што кажав, да гледаме висока емоционална интелигенција во професионалниот живот, значи желба исто да помогнеме, да изслушаме, да не гледаме негативно, нормално сето ова, нели, да биде во едни нормални граници, да пробаме да разговараме ако некој не е навремено ги завршил обврските, значи или на некој начин не попречува нашата работа, меѓутоа факт е дека треба секој заслужува разговор. И, нели, една од компонентите ни тука извинувањето и прифаќање на извинување, меѓутоа тука би подвлекла дека не треба да биде, нели, да не се повторуваат грешките.
Во однос на вториот дел од прашањето веќе мислам одговоривте. Во однос на вториот дел на прашањето. Кој што го нема, кој може би во однос наши на политичари. Јас многу искрено не следам политика, делумно. Но да не значи, те вести, на пример, се прикажува се да, тоа. и вести немам гледано долг временски период, Тоа како е и степен на да. заштита, може би? Веројатно. Меѓутоа сметам дека веќе кога нели политичарите се носители, да кажам, на некоја, односно се како носители на Процеси, јавни функции и како луѓе кои се представници на народот имаат сосема погрешна перцепција во моментот кога ќе стигнат на позиција. Зошто? Затоа што пратеникот како пратеник јас го подразбирам еден вид на застапник или служител на народот. Да, а тие, ова пак би го кажала како повисока, односно пониска свест во смисла на тоа да кога ќе дојдат на позиција се гледаат како над народот. Знаете, самата таа перцепција на начинот на доживување, значи недостапноста, неслушањето на проблемите на луѓето, знаете, го создава тоа незадоволство, прикривање на вистина, да, може би, меѓусебни расправи. Начинот на комуницирање, значи и тука би го додала и препирањето кој го имаат меѓу себе, спуштањето на ниво каде што вадат, нели, да кажам, информации, можеби фамилиарни, недолични зборови, апсолутно не ми е на ниво на политичар кој треба да го представува нашиот народ. Значи, ниту па верувам да се земе за пример со кој што треба некој да се идентификува. Така. Значи, знаат ли луѓето да го осудат, да се дистанцираат? Верувам дека луѓето, особено оние кои гласале, знаат нели да ги препознат, затоа што знаете нели пред избори апсолутно се сите блиски до луѓето, а после им се недостапни, особено нели оние кои се избрани како представници, комуницирањето, верувам нели борењето за нивните интереси и нормално вокабуларот кој го спомнавте, дефинитивно е слика која нели ја даваат и утре народот е тој кој нели самиот проценува нели на кое ниво и колку е задоволен од избраниците. Вие држите и курсеви, знам, посебни во асоциација. Јас мислам дека треба да ги пратиме на некој дополнителен курс. Така, да, како и да, значи, ете, и самодовербата која поседуваат, значи она дека се знаат дека се на повисоко ниво, истовремено тука си би кажала и сама за себе. Значи, јас истовремено апсолутно без разлика што сум редовен професор, сум била, значи, студент, односно првенец на генерација, имам награди, значи, меѓутоа апсолутно работам до ден денешен на себе. Значи, работам во смисла на тоа што еве во моментов работам на семејна и системска психотерапија, односно го проширувам и мојот интерес нели малку повеќе, така да во однос на тоа би кажала ете она што го спомнав и на самиот почеток, занимавање со нели корисни работи, ете учење, не мора да е од формално или неформално, дури нели читање, едуцирање со квалитетни содржини и како делува на свеста и на она што го спомнавме ете како негативности претходно. Како следно прашање го има моментот на доживотно учење, да се надоврзаме еве на разговорот, како една поединка или поединец да свати дека професионалниот развој на личност е поврзан со доживотното учење и на кој начин, например, образованието влие на менталното здравје и сигурноста на личноста или можеби да му се укаже на одредена личност, да се укаже дека никогаш не е предоцна да се учи нешто ново. Така. Сега би кажала тука неколку битни работи. Првата е дека доживотното учење е процес кој особено денес во 21 век, значи време на дигитална ера, ни е задолжително потребно. Што подразбира тоа? Во професионален аспект, односно од професионален аспект, значи без разлика со која професија, значи се занимаваме, доживотното учење, особено нели во однос на професионалниот развој, ни е неопходно за да бидеме конкурентни на пазар на труд. Што подразбира тоа? Значи, јас сакајки или не сакајки морам да следам нови научни достигнувања од мојата област. Морам да бидам информатички писмена, за да можам нели да следам што се случува и да можам нели да бидам во тренд
нели со постигнувањата од професијата. Значи, не само јас ово го зборував нели низ личен пример, меѓутоа факт е дека апсолутно од било која професија е неопходно да се работи нели на обуки. Би го поздравила и фактот дека за поголем број професии постојат веројатности информирани се гледачите дека постојат на некој начин бодувања кои даваат на некој начин можност за обновување на лиценци или постигнување на поени за да може нели да се одржите во одредена професија. Сега, во однос, значи во професионалниот аспект, како што спомнав уште еднаш да сумирам, дека ни е неопходно доживотното учење. Сега, една личност не е комплетна ако значи е стручна, не е важно да е машински инженер, туку неопходно е не застанале процесите. Не застанале, значи неопходно е да биде и добра, да кажам, како тимски играч, да е добра, да биде значи во смисла на да биде добар родител, да биде добар партнер. Да се учи од некои нови генерации, да биде, може. Добар сам за себе. Што подразбира тоа? Тука ние доживотното учење поврзано со личен развој, значи она со емоционална интелигенција, која ни овозможува на некој начин, она што го спомнавте, да бидеме свесни, да бидеме да зрачиме со позитивна енергија. Знаете, крајната инстанца на луѓето кои се на повисоко ниво на емоционална интелигенција, зрачање на позитивна енергија. Тоа верувам сте го препознале кај луѓе кои можеби не се финансиски на високо, можеби не се на формално високо ниво на образование, туку се луѓе кои се задоволни со себе, задоволни со животот, значи луѓе кои се со насмевка. Ова би го ставила примери во институции, пример во администрација, кој ќе забележите некој, повелете што ви треба, значи срдечен, насмеан и како вау, ние сме како зачудени, замислете нив само тоа име работа и се платени. Ова се баш широки теми, нели, кои не би ги коментирала сега во моментот, меѓутоа во однос на делот на емоционална интелигенција поврзана со личен развој се однесува на тоа да бидеме срдечни, насмеани, оптимистични, да пружаме, да бидеме контролирани, смирени. Значи смиреноста не е една од најзначајните карактеристики која ни зрачи. Знаете како некогаш не е неопходно некој да ви каже, збор дури тишината некогаш кажува многу. Токму тоа е баш карактеристика на луѓе кои се на повисоко ниво. Извинете, само тука да се надополнам во однос на тоа дали е вродена или се развива, значи постојат различни гледишта, меѓутоа факт е дека емоционалната интелигенција значи ја има, нели, како некоја од моделите на когнитивна интелигенција, како некој способност за персонално на некој начин разбирање, нели, на себе си, значи интерперсонално. Меѓутоа, факт е дека за емоционална интелигенција значајно е да се развива. Низ, реков, време за себе, значи низ читање, низ обуки и така натаму, сето тоа ни бара време, ни бара ангажман и меѓутоа на тој начин, верувајте, растеме, нели, пред се како личности и од сите аспекти, и когнитивно, и афективно. Така. Го спомнавме до животното учење како процес, но може ли, иако е широка тема, да го споредиме образованието во минатото и денес, или како гледате на таа споредба и кои се тие позитивни и негативни страни, што се вика многу луѓе веруваат дека, нели, она кога ќе речат ќотекот бил излезен од рајот. Да, ова е една сурова шала што ја велам, но и кај што верувале дека стапчето што играло во рацете на професорот во минатото е токму тоа било лекот, ама што не верувам дека е така, нели? Так. Но таа некоја споредба, кои се тие митови од образованието или што било тоа што образованието во минатото било како степен за критериум кој што денес го нема. Так. Ова значи, пред да го одговорам ова, само да се вратам, ке ве замолам за кратко на него да одговори прашањето предходно во однос на свеста за доживотно учење. Морам да кажам дека во последните, можеби 5-6 години, во однос на неформалното доедуцирање и на помладите, меѓутоа и на повозрастните,
И само туку уште еднаш да подвечам дека тоа не е главната идеја на ин асоциација, значи да ја наметнеме мислата дека никогаш не е касно да работиме на себе. Значи никогаш не е касно, дури на Меѓународен славјански универзитет имаме студенти кои во 50-тите години прв пат се запишуваат на факултет. Или Што е магистрира, за докторира. поздравување, така. значи посебно драги ми се. И сега тука ќе се надоврзам нели во однос на тоа дека исто и за младите да не разговараме дека се запишуваат можеби на 2 факултети, а во однос на неформалното образование, како што кажав, да ја подигнеме свеста дека треба да се работи нели на себе. Сега во однос на тоа како и на кој начин морам да спомнам дека нели во минатото бил конзервативна некоја школа, нели авторитарен начин и на воспитување и на Поставеност на образование. образованието. Да, со една авторитарна, строга социоемоционална клима, кај што нели порано владеело страв, владеела дисциплина, факт е дека помнењето бил главен, да кажам, когнитивен процес. И нели постигнувале какви такви резултати, можеби излезени се баш онака нели еминентни личности од минатото кои овозможиле онака нели големи достигнувања. Меѓутоа овде би подвлекла дека нели особено во современо време, односно во денешно време, современоста диктира друг начин на пристап кон образованието, конкретно и формалното и неформалното, посебно неформалното кое е претежно организирано преку поголема интеракција, активни методи. Знаете, возрастните многу сакаат да учат трансформативно. Тоа подразбира, значи учиме еден од друг. Вие ќе споделите искуство, јас ќе споделам моје искуство и взаемно другите нели во групата и взаемно се случува ситуација во која најдобар начин приспитувам ставови, приспитувам претходни мислења и сум во ситуација значи во која најдобро можам да стекнам нели со процес ова не еднократен момент. Меѓутоа факт е дека денешното образование е малку повеќе демократски. Јас сум нели за почитување на правила кои се взаемно поставени внатре во групата, да владеете една таква слободна клима, тоа го практикувам и комуникација, да, тоа го практикувам и со моите студенти, значи истовремено и во собуките во ин асоциација, каде што пред се професорот на денешно време треба да е пријател, значи на студентот, на посетителот на обуката, а после нели да е мотиватор, да е контролор, да е насочувач, значи еден вид на водич во процесот нели на негово и когнитивно издигнување и афективно. Многу луѓе сега во поглед на ова што го споменавте, пријател, професор, ученик, многу повозрасни генерации сепак би размислувале поинаку. Дали ако е пријателски односот ќе изгради авторитет, можеби некоја мрзливост што постои кај младите, незаинтересирано, не вклученост во процеси, може тој пријателски однос да го надмине сето тоа и да изгради личности со некои поздрави навики, некоја дисциплина. Значи во однос на ме прашувате доколку професорот е пријателски. Премногу. Значи да, пријателски. Значи тука во секој случај нели се подразбира поставување на одредени правила и граница, здрава граница, нели се знае од прилика до каде, меѓутоа не постои студент кој можеби или посетител кој не може да постигне нешто. Тука е главно улогата на професорот кој треба да го води. Или мотивира, така да. Да го води, значи да го мотивира нормално во целокупниот процес на негово едуцирање. Дали 4 години, дали еве во овие обуки кои траат да кажам од 6 месеци до 1 година. Факт дека значи пред се возрастните, морам да кажам, особено оние кои сакаат формално или неформално да се едуцираат, доаѓаат со една желба поврзана нели со стекнување на знаење. Значи најголем дел морам да кажам дека се такви и во таа цел поврзана со стекнување на квалитетни знаења, истовремено нели улогата на професор кој ви е достапен, професор кој ќе ви даде можност да ви дообјасни, можност да ви наведе примери за полесно разбирање на материјалот. Знаете, улогата на професорот е токму во тоа да го олесни
Но и да извлече знаење од таа личност, може би не само да бара. Да го олесни разбирањето. Тоа е во процесот, а после нели нормално на крај да бара постигнати стандарди кои буквално нели треба да бидат барем минимум за да може нормално да помине, односно да може нели да постигне резултати кои се неопходни за да може нели да го помине предметот или да го помине нели да ја помине обуката. Јасно. Сега кога ги спомнавме и предизвиците во денешното општество, потребата од образование или доживотно образование, како во денешно време сепак една личност да остане здрава, кои се тие техники кои што може да помогнат со справување со стресот, така како може едно семејство да придонесе за таа здрава психа кај децата, кај младите или општо и тие лица да останат здрави, така или како да изградиме таа урамнотежена личност во време на турбуленција да обстои. Така. И веќе ќе кажам, нели, уште затоа што ги спомнавме различни популации од деца, нели, зрели до возрастни, би кажала, работата на себе, значи овие работи што ги спомнав да не ги повторувам во смисла на тоа да родителите ќе почнам, значи од децата, родителите да поминуваат квалитетно време. Значи, квалитетно време не подразбира постојано присуство на родителот, туку подразбира време во кое родителот е со целата своја, да кажам, со сите своји сетила, е вклучен, значи, кон детето. Тоа е да е нели на ниво, реков, заеднички да играат игри, заеднички да прават активности, прошетки и така натаму. Тоа не подразбира прошетка во која детето, значи, нели е на телефон ќе биде на телефон, а родителот исто на телефон, значи тоа апсолутно не е заедничко квалитетно време. Значи прво квалитетно време, второ моделот кој родителот го дава на детето, разговорите, значи се многу значаен фактор кај што нели родителот преку разговор на некој начин превентивно треба да влие за сите негативни фактори кои ги спомнавме, да постави правила. Знаете, јас овде би кажала и ситуација во која некако родителите денес како се премногу попустливи на своите деца. Па као не можам да му забранам, па као детето е на некој начин испаѓа дека е во надредена улога од родител. Знаете, родителите прават се за да задоволат, за да ги задоволат потребите и интересите на децата. Тоа би кажала многу треба да се внимава, затоа што детето треба да свати својата улога. Родителот е на едно повисоко ниво, улогата на родител секако е на повисоко ниво и поставувањето на правила, значи во однос на тоа доколку да се излегува, колку да се користи, еве веќе нели во периодот на адолесценција, колку да се користи интернет, социјални мрежи, дали ќе бидат ограничувања, дали постепено со развивање самоконтрола на детето со заеднички договори, до ситуации на ограничување на финансиски средства кои се дават, затоа што се знае која е оптимална сума која дете треба да ја поседува. Значи во однос на период на рана адолесценција, тука затоа што јас во моментот сум поставување нели на работни навики кај децата, исто значајно. Да знае прво да помага во домот, значи да биде во ситуација со постепено вклучување, утре гради работни навики, што е многу значаен фактор, особено нели за денешната младина, да нема спиење до 2 до 3 сат, што е буквално неправилно, на некој начин неправилно функционирање. Ноките ги седат, значи будни, без разлика дали во град, дали со социјални мрежи, со допишување или фактички денот, односно кога е светло рано наутро, тие се тогаш легнуваат или пример се во ситуација нели да го одспијат денот до 2-3 сат, што е буквално неправилно функционирање. Улогата на родителот туку што еднаш би ја подвлекла, тоа се стекнува уште во периодот нели на рана адолесценција, нели за да понатаму детето оди по тој пат кој сме го трасирале. А веќе како возрастни, значи тука ние веќе само контролата, ние сме изградили ни поголем дел од нас. Факт е дека мора да се адаптираме на времето, социјални мрежи и нели сите оние динамиката на информации, динамиката на информации, меѓутоа пак ќе кажам, значи само контролата. Лично јас имам облик на контрола на тоа колку користам телефон, затоа што знаете како нели на некој начин телефонот, социјалните мрежи знаат онака да не ушмукаат, нели,
ќе речам да 2 Се минути, е интересно да се поминало, помине да. на телефон. Така да во однос на тој дел многу е значена лично техника која јас ја користам, значи за само регулирање на времето, да си ставам лимит одредено време, значи кое го сметам оптимално во текот на денот, и она што го кажав, почитување на семејните вредности, значи почитување на фамилијата, време со блиските, со родителите, со децата, значи со пријатели кои ни се блиски, време за себе. Реков што подразбира времето за себе, како што го дефинирав на почетокот, го сметам дека е посебно значаен фактор. Тоа не ни подразбира, не знам, да одам во шопинг или не знам да идам. Значи ни подразбира и време да размислиме, да се преиспитаме на некој начин, да си направиме само рефлексија. Што сме, кои сме, што сме направиле, дали е правилно, како понатаму. Знаете, сето тоа време, знаете, во секојдневиево некако сите во брзањето, како да немаме доволно време да издвоиме. Значено многу пати, тоа е тука интересниот момент, порано, например, немало толку брзи превозни средства, немало толку брза комуникација. Така денеска со еден клик можете да пратите една порака било каде во светот и повторно велиме немаме време. Да, и пак немаме време, и немаме време и она што го кажав ми за себе, што го подвлеков, значи време за себе, пример, 10 минути пред спиење, да се издвоам, да размислувам, кај сум, што сум направил, кои емоции денес сум ги доживел, зошто сум реагирал на тој начин. Сето тоа размислување, особено пак ако земеме да го напишеме, значи како еден вид на техника со дневник на емоции, невозможува освестување. Знаете, токму на начинот на реагирање, освестување на она што сме го почувствувале и како, во следна ситуација, полесно да се справиме со некоја ситуацијата која не предизвикала да реагираме несоодветно. Јасно. Ги споменавме возрастните. Ја ви реков дека ќе помине еден час така, брзо. Да. Но конкретно и за младите, што чувствувате, што може да им се порача, како да се носат со сите тие предизвици на секојдневието? Вие сепак работите со студенти или што така, што им го препорачувате? Во однос на младите што би препорачала? Би препорачала поголема работа на себе. Значи, она иако ќе каже некој, вау, ова е, као младите како кажуваат, невозможно, значи тука би ставила повеќе фактори што и кажавме, улогата на родителите, значи да си ги слушаат родителите, советите од родителите се неизмерно значајни. Тие се, буквално родителите се најдобри примери, односно баш и примери, најдобри советници би кажала на децата, затоа што во нив е и на некој начин кристализирано и искуство од животот кој го поминале, така да знаат да дадат најдобар совет. Значи прво да ги слушаат родителите, а родителите истовремено да ги сослушаат децата. Знаете, битно е да ги сослушаат затоа што да имаат можност да ги разберат. Тоа значи дека ако јас како родител го сослушам детето, не само јас да кажувам, а тоа дека треба да ме слуша, тоа подразбира активно слушање, кој исто не е карактеристика на емоционална интелигенција. Активно слушање значи да ве разберам точно што сакате да кажете. Значи, да го пробам да го разберам детето од негова перспектива. Значи, во таа ситуација, кога јас добро ќе го слушам моето дете, значи тогаш ќе бидам во ситуација во која ќе можам да заеднички некако да воспоставиме правила, да се договориме и така натаму, што значи дека во однос на тоа како и на кој начин децата треба да почитуваат правилни вредности, би кажала оние конзервативни вредности кои постојат во смисла на почитување на родителите, почитување на училиштето како институција заедно со професорите, значи тука да не учат за оцени, значи што подразбира туку за квалитетно знаење, да бидат во ситуација во која ќе се дружат, ама искрено и искрено, значи во вистинска смисла пријателски со децата, а не секој со телефонот или со своји интереси. Морам да кажам, има во однос на младите забележан еден тренд, ова е значи мое лично видување, кое е поврзано со тоа дека голем дел од младите имаат или превисоко ниво на самодоверба, која можам да кажам во одредени ситуации не е толку здрава. Та една нереална слика дека е најдобар, дека се може, дека е совршен, и обратна ситуација со ниска самодоверба. Значи,
нели и тоа е исто тема на која треба да се нели и говори, меѓутоа и нели тема која односно потешкотија би кажала на која родителите треба да обрнат внимание. Тука би спомнала и потребата нели на родител доколку во очи некоја поголема потешкотија, нели проблем со детето, воопшто не е односно треба да се биде уште поголема отвореноста во однос на тоа да консултира психолог, да консултира педагог доколку има проблеми нели со учење, со образование, или пак да консултира некој облик на психотерапевт за било кој проблем, односно потешкотија со која се сочува, затоа што знаете, никој од нас не е совршен, никој од нас нема магично стапче или да ги реши потешкотиите, така да фино е кога во одредени моменти нели побараме, споделиме за потешкотијата која ја имаме, па и побараме стручна помош. Така да во однос на тој дел за нели во однос на едукацијата е значајно нели и ова, нели отворено разговарање и барање на дополнителна поддршка. Јасно. Ги споменавме многу убави теми денеска, отворено нели разговаравме. Верувам дека ќе најде доста на интерес и себе спознавање можност луѓето да се препознаат во сето ова и да научат. Оние што имаат потреба од поглед на одредени обуки, работење на изградба на собственото ментално здравје, така и сите она што ги спомнавме области. Каде можат да ве препознати, кој вид на обуки ги имате во Ина асоциација посебно? Така, во Ина асоциација, како што спомнав, ни еден вид на институција, реков верифицирана, во која нудиме обуки за емоционална интелигенција. Тоа се всушност 4 модули. И обуката трае значи од прилика 6 до 8 месеци. Се работи во интерактивни групи каде што нели посетителите споделуваат искуства, значи се работи во една така фина атмосфера, пријатна атмосфера. Тоа ни е прво, значи во Ина асоциација, понатаму нудиме вебинари на интересни теми кои сметаме дека се значајни, имаат, односно сметаме дека треба да ги информираме сите оние кои се заинтересирани. Морам да кажам, само извинете да се вратам назад на обуките, дека не се ограничени само за психолози или студенти, тие се за поширока популација и така се верифицирани. Значи оние кои ја посетуваат обуката, значи обуката е за личен развој и овозможува нели стекнување на компетенции поврзани со самосвест, саморегулација, емпатија, комуникацијски вештини, активно слушање, значи сите овие работи што ги спомнав, значи претходно, во однос на втора компонента, значи која ја нуди Ина асоциација, ние делот реков со вебинари, имаме интересни теми поврзани со, имавме во претходниот период хиперактивност, значи аутизам, што е, како е, значи имавме теми поврзани со што значи моќта на емоционална интелигенција, значи теми кои овозможуваат на некој начин подлабоки сознанија поврзани нели со теми кои се актуелни. Сега наскоро Ина асоциација ќе има еден вебинар поврзан со адаптација на децата во градинки, во основно и во средно, значи една интересна проблематика која низ да кажам стручно предавање ќе имаат можности оние кои се заинтересирани нели да се обратат, односно да се пријават и да учествуваат. Се работи за некоја символична сума која нели треба да, односно дава можност да се слушнат, како што реков, нели потврдени информации, сето тоа преку примери и да постават прашања нели доколку нешто ги интересира. Истовремено трета значи ова област, односно трета гранка која ја нудиме во Ина асоциација се советувања, значи поврзани со низа проблематики, не би ги навела од област како од област на психологија, така и од област на педагогија. Тука ни се истовремено и работилници поврзани со доедукации на наставници и стручни лица, значи предавање на различни теми од интерактивни методи, од мотивација и сето тоа нормално прилагодено на популацијата која има интерес за доусовршување. Професорке, кога споменав дека ќе ни бидете денес гостин, имавме дури интерес од луѓе да ви поставам стрикно прашања. Добро и ви го споменавте во претходното прашање тој одговор, па некако ќе се обидеме да им одговориме. Процесот на адаптација, како некој што е со висока
како се вели, високо размислување за себе си или оној што има ниско размислување на себе си да овозможи процес на адаптација и само доверба, нели, кога чекорат со висока само доверба, како може да се изврши процес на адаптација, нели, или не да се спуштат или некој да се подигне. Так. Што е значајно, еве ми пиша Так. порака Значи, да ве еве праша. на кратко ова е, значи баш буквално реков, нели пошироко за анализа, меѓутоа во ситуација кога имаме еден на повисоко ниво, другиот на пониско ниво, прилагодувањето значи е токму со оние вештини кои ги поседува овој кој е на повисоко ниво, тоа подразбира. Значи активно да го сослуша, да проба да го разбере дека е на пониско ниво, да го свати зошто така реагира, да проба да му понуди разговор, да проба да му понуди друг начин, односно друга перспектива на гледање на работите и сето тоа, нели, реков на еден смирен начин, со разговор, со прилагодување, да проба таа скептичност или тие изливи, да кажам, можеби, нели, кои ги има на несоодветно однесување, да проба на смирен начин да го разбере, да му даде некој облик, односно некој простор, нели, да се искаже, да види точно, да го разглобат каде е проблемот, за да може, нели, да се најдат тука на средина. Зборувам, нели, во однос на комуникацијата доколку се најдат, нели, во одредена ситуација, меѓутоа факт е дека луѓето кои се на повисоко ниво имаат механизми кои се однесуваат на справување со делот на односно со вакви ситуации кои ги спомнавте, значи да не реагира на некој начин кој е на пониско ниво, значи на агресија или агресивно однесување, на гнев со несоодветни зборови, кој другиот реагира на тој начин, значи се има можност да се создаде една непријатна ситуација на вербални навреди, без разлика дали се во живо или дали се преку социјалните медиуми, на што сме сведоци, нели, поголем дел од нас. Така да, значајно е во целата наша ситуација, односно целата македонска популација да пробаат да, нели, не мора да се согласуваат во ред, да прифатите и туѓо мислење различно од вашето, односно да го изслушате. Како и на кој начин ќе... Сигурно има некој корен зашто се тоа... Да, сигурно има корен. Да, и значајно е луѓето на повисоко ниво ги разбираат за некој излив на агресивно однесување, има нешто во позадина. Значи, тоа е кај што луѓето кои се на повисоко ниво се во ситуација да разберат и не реагираат на истиот начин. Или можеби ако е некоја преголема самодоверба, можеби е начин да се сокри, јас мислам. Да, затоа што кажав и претходно имаме самодоверба која е реална и нереална, така да во однос на тој дел значајно е, нели, да имаме една реална слика за себе. Кажавме, никој не е нити најдобар, нити најсовршен. Факт е дека, нели, секое човечко суштество и оно што го спомнав, да бидеме, нели, во ситуацијата, да помогнеме, да го изслушаме, да смириме таму каде што можеме, да прифатиме во ред, тоа е ваше мислење, нели? Ми беше навистина големо задоволство да ви имаме денес за гостин, да подискутираме за овие теми или општо менталното здравје и емоции. Верувам дека ќе има доста некои потреби и прашања. Каде да ве пронајдат сите заинтересирани? На веб страница има организацијата? Да, организацијата има веб страна, имаме и веб страна, имаме и на Инстаграм, и на Фейсбук, и на асоцијација. Да, и на асоцијација. Веб страната ни е www.inasociacija.mk. Истовремено, може да ме побараат мене во порака или било што да ги интересира гледачите или било кој, значи, заинтересиран, може слободно да ми постави прашање и полека да... Но и сите млади кои што се гледаат во оваа област, слободно нека се запишат и на студиите. Така, во секој случај Меѓународен славијански универзитет е отворен. Колку предмета предавате сега? 8 предмети, значи како што кажав од мојата област, така да тие што ќе се одлучат за оваа област, ќе има можност, нели, да бидеме во контакт. Вас ви се заблагодарувам за вашето гостување во Форум Импакт. Верувам дека повторно ќе имаме причина и повод, нели, да разговараме. Отворивме денес само, начнавме можеби еден мал дел во еден час колку што дозволува и подкаст. Так. До наредно видење, останете ми во добро, така. Почитувани, што го следи. Само на кратко, морам и јас да се одјавам, да се заблагодарам уште еднаш на вашата покана, ми беше исклучително задоволство, да начнеме различни теми како што спомнавме.
ми беше исклучително значајно за сите вие кои го следите овој подкаст Импакт. А Така, дека има форум Импакт. влијание, така, дека има влијание, значи импактот го подвлеков, а дека ќе има влијание, нели, на една точка на поразлично гледање на работите и рековме сите да работиме на себе и да се трудиме да бидеме подобра верзија од себе. Ви се заблагодарувам уште еднаш. Беше големо задоволство и мене. Така, почитувани гледачи, вие што го следите Форум Импакт, слободно во порака контактирајте не, пишете ни која тема која лично сакате да ја видите во некои наредни изданија на Форум Импакт. Денеска ни беше гостин доктор од областа на педагогијата Ѓоргина Кимова и редовен професор на Меѓународниот славјански универзитет на Факултетот за психологија и соработник на асоциација. Верувам дека наредната тема ќе имаме доктор исто повторно, но за физичкото здравје ќе разговараме. Останете значи со нас. Заследете ги нашите канали на социјалните медиуми, impact_press.com и green_press.com се нашите веб страници, каде што можете да ги погледнете и останатите подкасти и новите теми кои што следат и останати други размислувања од политика, економија, до млади, до образование, до и ментално здравје теми. Јас ви се заблагодарувам уште еднаш за вашето внимание. Јас сум Стефчо Дечев. Позади камерите со нас е Димитар Андонов, кој што е задолжен за техничкото водство на овој подкаст. Благодарност и до Каначковик фотографи, кој што се наш соработник во овие подкасти. Значи, наредната недела се гледаме со повторно интересна тема, но тогаш ќе разговараме за физичкото здравје. Останете во добро.